dolžime na gluposti. Ne možem da razveram. To ne je možnosti. Jaz ovdje ljudi dobro bi poznal. Jaz bi vravili potrib tega. Tije se mnogo čestni i pošteni ljudi. Mama, tatko, laka ispađa da tije se lopovi. Sami sme krivi. Nije im dalohme da bi vodar naši trenuti. Od kada znajem neka se lopovi? Da li se lopovi ili ne se? Kako da se nagotuvate s njim? Sve mi ukrale, tatko, sve. Site pari i povegnale. Ukrale. Kako to ukrale? Sigurno ili si tega ukrale? No čekaj, ne preprašam. A što stana su našите brodovi? Pristignali na pristanište? Imame ili gi nemamo? Kako da ti kažem сега, tatko. Evo, veke 2-3 месеци и бродовите доснат. Ни стигна и сме ще да пристигнале 2-3 брода. То е добро. Но веднаш после бурата. Како? После бурата? Това значи дека сме уништени. Ни остана само доверителите. Все още дължиме много пари, татко. Знам, синко, но ќе изплатиме до последниот ден, а никому нема Божки да им видеме. Ако... Любавице моја, ти пристигна. Аде беше денеска, што направи? Не може да биде по-добро, татко. Цел ден во помина, Сонја што нема ништо за јадење и пиење. Сонја кој им беше потребна помош. Требаше да го видиш изразот на лицето кога на некој да му помогнеш. Любавице моја, од сега па натаму мислам дека таква помош ќе му биде потребна на нашето семејство. Татко, зарем до тоа дојдовме? Да. Мора да постои некој решение. Кога би го знаел јас това решение. Не, татко, убаво вели мојата мила сестра. Сигурно постои некое решение. Постои, но тоа решение треба да се бара.
dobihme mnogo hubava vest. Brodom pristigao na pristanište. To si od toga, pa ja сега mora da pogledam tako da vidim što je. Татко, колко хубава вест. Тогаш заедно ви купиш пустани. Да, много пустани. Да ми ги донесеш той бабите. За кога ги донесам да изгледам като права бойка. A mene tatko prsteni, ogrlici i dijamantski broš. Ама чекайте, nemojte da prezirate. Pa sve što ne znajeme da li sme bogati ili siromasni. Kako tatko ne znajeme da li sme bogati? Ne ili to brod trebaše da bude dovoljan za začini, čajevi i svila. Значи, повторно сме богати. Да, богати. Значи пак ќе се возиме со коči и сите млади монаски гледат и ќе сакат да се оженат со нас. Аз ке морам да се омъжам само за некој друг или войвода. Замислете како ќе звучи гробницата или войводката Полина. Да, той дълга Полина. Мисля, че и дека премного станувате хрещи моли. Јас на тоа патување на вистина те бојда, но што ќе биде таму не знам. И дали ќе донесам подароци или не и тоа... Познавница моја, се наведуваме со твоите сестри, сака подарок, а ти не рече ништо. Што сакаш ти да се дадеш? Јас па посакам ти да ми се врати жив и здрав на работа. Познавница моја, секогаш се добра спрема мене. Ти благодарам многу за грижата кон мене. Но сепак, мислам дека треба да ти донесам нешто. Добаш тако. Да? Мене да ми донесеш, jer ti nam mnogo hvala. Ружа! Мене не спасува книжите. От кога дојдовме да живееме на село, но станав призоднито. Ако не мора. Ма како не мора, удавнице моја, ќе ти ја донесам на љубавата ружа, онаква како што си ти. Што посака? Што? Ружа? О, мила сестро, поголема, глупост нема слуша. Ајде, татко, ајде да кажнува. Што по-бързо тръгнеш папа, то по-бързо ти се вратиш со нашите подаръци. Чекайте да го вземам убавите, дали сте ставили знака? Добро, тогаш ајде да се поздравиме и ќе гледам ова да дојдам. Татко, забравяме колку од робата. Да. Требаше да се товари. Да не би може запетано да излаже нешто. Да, точно, јас общо и заборавим на ова. Синко, и ова ќе заборавим. Ти се молам. Грижи се за твоите сестри, онака како што се грижат јас. И затоа не мога да се грижиш татко. Како да не Моите се... сестри се во добри раце. Јас сум родител и ќе ме нема 3 до 4 дена. Ајде, довидување! Немој татко да го заборавиш, мојот начин. Тата, моите љубави. Добро, Ајде тако, само една црвена ружа. Познавнице моја, па не ли ти рекол, ќе ти ја донесам најубавата ружа што постои на светот. Довидување! Слушај се, мола, Ружа, па сестро, за прости девојки, секако дека товарат прости подаръци. There's something sweet and almost kind, but he was mean and he was coarse and unrefined. And now he's dear and so unsure. I wonder why I don't see him. Здраво, капитане. Се надевам дека ме чека пред овој малку радостни така. Може ли веднаш да појдеме до пристаништето, па да видиме што е со бродот и се разбира и со товарот. Господине, много ми е жал, што ќе ви ги пренесам на лошите вести. А што тоа? Се на бродот е уништено од голема волна. Ма чекайте што зборувате како тоа? Сите зачини, свили, чаеви, Да, господине, се уништено. се е уништено. И мислите дека од сето тоа ништо не е употребливо повеќе? Не само робата, господине, туку и бродот. И бродот! О, Толку Господи! уништен, што не се исплаќа да се поправи. Може би ќе може нешто да се продаде како отпад. Како отпад? Слушајте, па јас со тие пари не можам ниту на еден од доверителите да го исплатам. О, Господи! Извинете, господине, но јас сега морам да одам. Добро, одете, капетане. Сепак ви благодарам за се што направите.
Кога ќе слушнат децата, многу ќе се разочараат. А тие мислеа со ова патување ќе ги разрешиме сите проблеми, ќе излеземе од банкротот. О, утрите, кога ќе слушнат дека сме сиромашни повторно, што е сега? Почне да върне. Ајде, нека ме удри и гром. Сигурно тоа ќе биде подобро од ова што ми се случува. Се посилно и посилно врнем. Јас ке мора нека да се засолнам. Но каде? Ајде, тамо светло гледам. Луба, само, сигурно овде некој живе. Сигурно има некој града. Има ли некој? Ме слушате? Знаете, јас сум патник, па сакам само да се засолнам од невремето, а и малку сум гладен, знаете. Погледнете, некој странец дојде. Да видиме што сака. Гледате ли дека е тоа само изгубен патник? Слушнавте? Гладен. Сака да јаде. Кога да му слушаме додека ние тук? Дали онака васелна живеќе? Секој намери да биде добро пречекан на поштен исправен. Се уште никој не дојде. Не знам што се случува. Овока само, а никој да нема. Господине! Нема никој. Никој нема да ми поверува што се случува. Но, не знам, јас... Што е тоа? Погледнете, јас само што посакав јадење, а јадењето е веќе намаса. Види. О, добро се најадам. Да. Ето така. Много вкусно јадење. Има и вино. Прекрасно вино. Ете така. Се најадов, се напив. А сега што? Да отспијам малку, па рано изутрина, кога ќе се разбудам, веројатно ќе дојде газдата или било што е люди. Ајде, дружко, да ја разчистиме масата. Ти да не речекуваш некој друг да го намери. Немојте да се расправате на другот, да не безмислено подарат и извинавај да не разбудиме масата. Се уште никој не е дојден. Не знам што да правам. Ете, јадењето го нема повеќе. Некој живее тука, но јас не можам да го видам. Што се случува? Ова, никој нема да ми поверува што всушност ми се случува мене овде. Господине, ви се молам. Знаете, јас морам да си одам. Децата се загрижени и... Нема никој. Добро, знаете, ви текна. Да, во некоја друга прилика можам да навратам, па ќе ви се заблагодарам. Да, многу ќе ви се заблагодарам. А сега навистина, морам да си одам. Ружи. Замислете што е тоа. Прекрасни ружи. Значи, мојата убавица сепак ќе го добие својот подарок. А сега да ја скинам на бабата. Зарем така ми посреќаш, кавална љубез го си господненство, после све што направи за тебе, ти дадов гроб на
Ker plati za ova svoj život. Ама, знаете, јас од ова патување требаше да однесам една ружа кај мојата черка, убавица. A veliš imaš čerka, Da. a ti se vikaju bavica? Да, господине, Цвету, знаете, јас сум од неодамна уништен човек во бизнисот, а таа посака од мене само еден подарок, една ружа. Dobro, posle ova se ne uvlačavate. Mislim дека јас и ти ќе се разбериме. Навистина, а како? Сега ти ќе одиш дома Добро. и ќе ја прашаш твојата черка дали сака таа да умре наместо тебе. Што? Не, како? Како мислите тоа? Како тоа черката може да умре? Не. Направи како што ти велам. Во спротивно тоа ќе биде последен пат да ја видиш твојата черка. Напомни, ако ти или убавицата не се вратите, јас двајцата ќе ве убијам, а сега оди и дај ја ружата што ви ја украде. Господине! Направам за една ружа ги ставив на коцка и животот на мојата убавица. Погледнете, господарот го пушти човекот да се оди. Да, што всушност се случи во мене господарот и господи? Се ми изгледа чудно, нешто ќе се случи тоа многу убаво. Мојот татко ќе ми ги донесе на убавите гердани. Ајде ти се молам, твоите гердани, моите густани ќе ви напуштат убави. Какви густани? Моите гердани ќе бидат неубави. Не, герданите ќе бидат убави. Не, герданите, моите гердани. Гершаните се драги. Но што се случи? Ништо, убавице, ништо не останало од товарот. Како може татко ништо да не остане од товарот? Ова ми беше последна надеж. И што значи си тука, татко? Не значи ли дека нема ништо од мојот препорка? Што? Дали тоа значи дека нема ништо од моите преубави фустани? Не бачетки мои. Од тоа патување јас се вратив и без оние пари што ги имав кога тргнував. Како татко? Јас сум многу радосна и задоволна што ти ни се врати жив и здрав. Но сепак, од тоа патување успеа да донесам само еден подарок. Сигурно е тоа мојот гердан. Тоа е мојот гердан, не ли татко, тоа е мојот гердан. А тоа е оваа прекрасна ружа. Ох, татко, ти ми донесе ружа. Убавице, нека ти биде мила ружата, затоа што таа е мојот живот. Не. Како? Што значи тоа што зборуваш татко? Дојдете, деца мои, да ви раскажам за се што се случи кога ја спијав таа ружа. Ете, тоа беше се. А сега треба да се вратам повторно кај него за да ме убие. Не, татко, не. Мора да постои некое решение. Да, јас ќе дојдам со тебе, татко. Може би двајцата ќе го победиме зверот, ќе го убиеме. Синко. Тоа што го зборуваш е точно. Само, ако го видеше зверот како изгледа, немаше тоа да го помислиш. Тој е спремен да се бие со 10 души како тебе. Кој ќе се грижи за нас, кога тебе ќе те нема, татко? Навистина. За тоа вие немојте да се грижите, сестри мои. Тука е вашиот брат, тој ќе се грижи. Не ли, синко, да се грижиш за твоите сестри? Да, така ќе биде. Татенце мој, ти спремив нешто, да ти се најде на пат. Убавице моја, ти во најтешките моменти се трудиш да ми угодиш, да бидеш добра према мене. Јас, верувам, убавице моја, ова го направив
zato eto treba da umram i jaz na mesto... Što? Nakon što reče tatko na mesto koga? Ne, ništa ne. Сакаше нешто да речеш татко? Да, сигурно сум дека цвелот ти рекол за нашата убавица. Бидејќи не ти донесе ружа. Нели татко? Ти си крива што побара ружа. Кажи татко, убавицата требаше да оди кај цвелот место тебе. Доста ви се молам, престанете! Молите, сестри, се оправдувате. Те молам, прости ми, аз морам да одам. Брате, дай ги ми главно, за се водите. Не, јас тоа не го дозволувам. Таа е крива, да не побараш ружа, ова не може. Доста, Алиса, доста ја напаѓаш твојата сестра. Братите, се молам, ги ми помогнеш. Татко ми го одобрува. Не, јас рекол дека тоа не го одобрувам. Татко, си ти ли си сложен? Ти си главата на нашето семейство. Татко, ти си главата на нашето семејство. Без тебе това ќе се растори и пропадне. Ќе се растори, ќе пропадне. Сите би били изгубени. Затоа, татко, ако ме сакаш, ќе ми дозволиш да одам. Убаво меѓу нашите ние води така. Ти си главата на нашето семејство. Тоа ќе се растори ружата за ружа. Доста, престанете ви се молам. Добро, нека биде така како што вие посакувате. Тогаш, вака ќе направиме. На тоа патување ќе одиме заедно. Не треба ти да плакаш, татко. Ова е моја одлука. И треба сама да одам. Што зборуваш, убавице моја? Како да не доаѓам? Па јас сум твој татко. Јас морам да го молам зверото да те поштеди да... Ајде да не задоцниме, да не го налутиме. Еве, пристигнавме. Ова е тој замок. Не е бил само татко. Да, Зарем не? навистина е преуглас, но ова е за мене само место на голема тага. Само внимателно, синко. Чувствувам дека ова убавица е твојот спас. Значи ти пристигна, дали ме овој пат тргна по своја волја? Да, со задоволство ќе се жртвам на место мојот татко. Изгледаше незаклучена и многу храбра кога влезе во оваа соба. Признавам дека ти во моето срце звероднесува страх, но сепак сум благодарна што можам да го заземам за твоето место, така што неговиот живот ќе биде помируван. Сега сваќам зошто си го дал името убавица. Тоа не е само заради нејзиното лице. Да, точно така е, господине, овај звер. Таа има нежно срце, таа е многу искрена и поштена. И затоа, еве, ви се молам, поштедете го низиниот живот, земете го мојот. Договор си е договор. Таа ќе го завземе твоето место. А ти, старче, вечерва можеш овде да прележиш, да се одмориш, но рано сутрина мора да си одиш. И опрости се со черка ти, бидејќи повеќе нема да не видиш. Ама, ви се молам, јас морам... Татко, те молам, немој да такуваш. Знај дека многу те сакам и тебе, а и сите дома. Знам, бабиче. Добро е, ајде доставајте, заминувар од овде! Ама заминувар! Немој, синко, немој многу грубо. Стариот има голема волка. Најди некаква утеха за
celo vreme razmislilo za to, kako da ja ostavam moja ta ubavica kaj ovaj prokljen zver. A svega što napravim, da si odam, treba da si odam bez Boga. Ili ne, odopove da razbudam, da se zboguvam. Ubavice, razbudi se ubavice, se razdeli, dojde nov den, a so to prisnika i momentom, koga treba da se zboguvame. Znaješ, jaz treba svega da zaminam i... A što je ovo? Tatko, to je Zlato. Zlato? No koji ga ostavio? Jas, točno, tvoje Zlato postoji na svoja pozbavina. Po nekoja mera starče, ova Zlato može da mi opodobri financiskata sa ostebalo semejstvo. Mnogo ti blagodaran zvijek. No ja ne gledam što da otkupam ovo čipo. Ne. Jaz nesam blagodaren. Misliš ti дека со оволку злато можеш да откупуваш се што сакаш, па дури и човечкото достоинство? Ова е твоја грешка, старче, а сега оди си и на кој тебе ќе те убијам. Не, јас нема да заминам без мојата Те черка. молам, немој да одежнава со стојбата повеќе од што е тешка. Те молам, оди и памти ме по добрите нешта што ги имам. Бабице, како? Добро, доста е веќе. Ајде заминува доте. Да, брзо оди татко, не свртувај се. Добро, се надевам. Ама заминувај! Ќе се видиме уште еднаш. Заминувај, зели го Златото и заминува доте. Добро е. Ете така, сега се е готово. Спремна сум да се соочам со мојата супруга. И покрај се надевам, синко, дека работите и случувањата ќе одат во твоја полза за спас од магијата. Спремна сум и нема да плачам. За ништо нема да жалам. Да, се надевам дека така ќе биде, драга. Бог може би јас имам недостатоци, но досега никој не плачал како тебе. Требаше да не дојдеш додека не ја поставев на масата. Видиш ли, јас доцнам. Да, секогаш доцнам. Но кои сте вие? Ние сите се викаме Клара и ние сме куварки, собарки и кавчандживки. И се што ти треба. Вие навистина сте прекрасни. Доста зборување, ајде да те нахраниме. Да, малку да се поправиш, да не ти се гледат ковчиња. А како е било? Тој веќе јадеше. Не плашам се тоа, јас мислев дека... Мислеше дека ќе те убијам. Зарем те уплаши па? Па да, јас секој го уплашам. Не ме уплаши. Само не те слушна во мој јазик. Сега да јади се удорице, а утре ќе разговараме. Што? Утре? Да? Зарем немаш намера да ме убиеш? Не можам тоа да го направам. Чувствувај го овој запад како свој. И се што те посакаш, ќе ти биде исполнето. Единствено, немој да бараш да се одиш. Многу благодарам зведу, што ми запоштеди живот. Патот за освојување на нејзиното срце. Правилно го одбра, синко. Биди похрабар. Ќе те посетувам секоја вечер додека јадеш.
a ti moj predko. Mislim, дека срцето ќе почне да и се крши, синко. Смислувај други нешта за тоа. Сигурно много пати поради неговото размислие. Здраво, убавице! Јас сум горската вила. Значи, ти дојде да ми кажеш дека цверот е много добар, наспроти тоа како изгледа. Не! Јас дојдам да те предупредам! Немој да дозволиш да те залажи со сешто нешто! Тој ќе се преправа дека е многу фин и љубезен, но тоа е само за да го сокрие неговото срце од камен. Чувај се од зверот, убавице! Чувај се! Стъклената градина е преубава. Да, драга моя, преубава е. Не можам да поверувам. Надвор е зима, а во неја се разцудени преубави цвета. Да, наистина му. О, Клара, како можеш да бидеш толку мазелива? Мазелива, а што мислиш кој ги сади, па ги одржува? Мислиш дека растат сами од себе? Ајде да направиме убав букет за телевизорирата. За цверот да биде задоволен. There's something sweet and almost kind, but he was mean and he was coarse and unrefined, and now he's dear and so unsure. I wonder why I didn't see it now. Ти си овде толку зарад не? А што мислиш за цверот? Јас никогаш не зборувам за Господ. Синоќа, не знам дали солудов или не, ама ми дојде една вила вештарка. Вила, вештарка! Да, и ми зборуваше дека цверот има камено срце. По принцип ние не зборуваме за никого. Не е важно што мислам јас за него. Важно е што мислиш ти. Не знам. Еве веќе помина долго време, а тој се повеќе и повеќе е добар. Значи не ти треба никој да кажува за него. Да, така е. Сигурно дека е така, ти си младен на него. Да бидеш фин, внимателен и никогаш да не ја повредуваш со ништо. Ти повторувам, синко, оваа убавица е неискрена во срцето. Дали уживаш и во се, убавице? Да, цвере, како и секогаш. Но зошто ти не ресуваш? Ти си човек и јадеш пристојно. Јас сум цвет и морам да јадам како цвет. А немој веќе да зборуваме за такви работи. Дали би прошетала малку со мене, убавице? Со задоволство. Но зошто? Па ете така, само да уживаме во ноќта. Да, навистина. Ноќта е прекрасна. А не ти е ладно, убавице? Покрај тебе, цвет, мене никогаш не ми е ласно. Тогаш подај ми ја раката и заиграј со мене. That's all this time, true as it can be. Тоа е правилен избор, синко. Ја освојуваш. Да, ја освојуваш. Многу добри глас цвет. Замисли, дури зверот може да сака музика. Но, тебе ли ти е страст, идеш во рацете на звери како што сум јас? Има многу луѓе кои што се поголеми цвет од тебе. Подобро би било во рацете на цвет, на кого што срцето му е добро, отколку во рацете на човек се реши срце. А, како зборуваш, убавице? Ова беше преубава вечерца. Како да ти се заблагодарам? Така што ќе ми останеш твоја жена. Дали ќе се омажиш за мене, убавице?
vino? Vede kako budala sam ja, što pokorno se ponadevate kako prihvati mojom pretvom. Moje posle, i gdje budete prijatelji? Zar je to ne ti je dovoljno? Ne mi je dovoljno. Ubavo je to od tebe, no mene ne mi je dovoljno. No svepak, tebe ne možem ništo da ti skratam od onošto do sada. Ništa, što? Da, ništo, sve što postoji na ovoj svetu. Toga stveru dozvoli mi bilo? Idemo posjetom kako? Što? Zaradi svega se uvidivaš da ga iskoristiš moj pomet na slabost i dobrota, a? Ne, zveru, samo sakam, da održiš ljetovanje to što mi dolade. Neka ništa nema da odbije što bi govarala, nema mi biti dobro, mi ajmo vidjeti što mi je, mnogo sam zadržena za. Ama, staješ li ti deka, ako me ostaviš, ja ste umram od tada. No ja ne znam što ti ne možeš. Samo jedna ne bilo dajte. Samo jedna. A poslije razplatke ti se vrata. Veruj, sinko, nema da se pokaješ. Njezino to srce, kje ti se vrati so pogolema ljubav. Samo ne delati me obavice. Zapomni, samo ako je te ostane podobno, ja se ne možem da izdržam i te umram od tada. No ja ne znam kao ti to možeš čuti. Se kolma biva, poslije jedna nedjela ti se vrata. Dobro, večerva stavi go ovoj prste. Koga i sutrina ti se razbudiš, ti te vidiš u tvoje poseljenstvo. No koga te pominje na nedjela, samo svrti go prsteno i ti pak će se vratiš nazad. Blagoslovi, blagoslovi. Ja sam blagosloven od onaj moment kod koga te zapoznam tebe. Ne možem da poverujem, sinko, deka ti toliko omekna. A sigurno se nije. Ako se razbudam, ti upidam tatkom i sestrite i bratom. Kilodam drva, najposlije kilodam. Ubavice moja, čerko moja ubava, ti pristina. Che do a te non vuole dici da sorte da sola. Ti sa quanto sorte da sola.
prema tebi, mnogo dobro. Мисля, дека треба да најдам подобар и повнимателен одговор. Многу ќе ми е доста сврштално. Многу, сите ќе ми е доста сигурен. Ова некола е многу добри савети. Да, јас посебно се радувам што ќе беа добри твоите сестри. Што е сега, чешки мои дошли плачени? Много ни е тешко што нашата сестра Ваница ќе си оди. Добро, не разпреживајте се,
ništa da oštede. Hvala moja gospoda, uspela poslednjata minuta. Dođeva Znači ti si ta loša bila. Da, Slavice, da, je naša ta loša sestra. Ti si ta što ko vrati nazad našeg princ. Gospodin Magija, ta si ga pijeta, vajta djela djela, on se da zmiti drugom večera. Dojdi u babicu moja. On the star.